Почитувани Петре Шилегов продолжува со злоупотребата на службената положба и овластување, кој што ги има како градоначалник на град Скопје. И денес, без прекин, продолжува градбата Долж булеварот Тасном во Скопје, без документација и дозвола за градење, без истакната табла на која што треба да има имиња на инвеститорот, на изведувачот и на надзорот на градежните работи, иако минаа 10 дена по поднесената кривична пријава од страна на ВМРО ДПМНЕ за тоа. Шилегов за посетување на 24 април среда изборна кампања во изборни цели, односно во насока на подкуп на неопределен број на гласачи во Скопје, преку медиумите соопшти дека започнува градба на булеварот како прва фаза од градење на мост преку реката Вардар. Шилегов со истиот факт дека започнати се градежни работи се пофали и преку социјалните медиуми, подкрепено и со фотографии и со видео. Оваа прва фаза според пресметките чини 50 милиони денари, односно толкава е првичната вредност на злоупотребата согласно членовите 353 од Казнениот законник, потоа бесправно градење, член 244 од истиот законник, и секако подкуп при избори и гласање, член 162 од Казнениот законник. Бидејќи нема никакво известување од јавното обвинителство, јавно прашуваме дали е постапено побарањето наведено во кривичната пријава, барање јавниот обвинител да постапи согласно властувањата и да направи увид за да ја утврди фактичката состојба на градежните работи на булеварот Тасном и да направи увид во градежната документација која што ја поседуваат град Скопје и Петре Шилегов. Укажавме и повторно укажуваме и предупредуваме дека доколку обвинителството не го стори тоа на време, остава можност и му овозможува на Шилегов да ги прикрие трагите и доказите и кривичното дело да мине неказнето. Со тоа обвинителството, наместо бранител на правдата, бранител на граѓаните, станува соучесник во изградба на дивоградба. Почитувани, законот јасно прецизира што се подразбира под привремени работи, па затоа исто така зашто е потребно дозвола и според тоа законот за изведување на подготвителни работи за изградба на сложена градба може да започне по добивање на конечно начално одобрение за градба. Според тоа, демантот од Шилегов дека станува збор за подготвителни работи едноставно не држи. Почитувани, овој е уште еден показател дека јавно-обвинителскиот и правосудниот систем воопшто се уште се во пупката на Зоран Заев, овозможувајќи неказнивост за криминогени делувања на власта. Правото и правдата, еднаквоста пред законот, особено на представниците на власта, почитувањето на човековите права, се основа за демократски систем. Ваквото однесување и оставање да се спроведува самоволие на Шилегов, но и на неговите сопартици, се срам за јавните обвинители, но уште пострашно е што со тоа дополнително се оддалечува Македонија од евроинтеграциите. Ви благодарам.